Пред една недела објавивме сторија за тоа како живеат струмичани, кои во тој момент беа без пивка вода веќе 7 дена. Барајќи одговори по институциите, кој е виновен што во водата има висока концентрација на манган, градоначалникот беше дециден. Проблемот е во влезната вода во филтер станица, влезната вода техничка, која што ја земаме од единствениот извор за Струмица, тоа е брана Турија, која што ни доаѓа во форма на кал и со високо ниво на манган, кој е тежок метал, и има законско одредена толеранција колку може да постои манган во водата, кој што е исправен за да биде истата питка вода. За жал, таа техничка вода која ја набавуваме од АД водостопанство, не сме во можност да ја преработиме и да дојде до степен на питка вода. А водостопанство е под централната власт. Па случајно или не, иако кризата во Струмица траеше една недела, токму денот по емитувањето на нашата сторија на пресконференција се обрати владата. Поточно, министерот за земјоделство во придружба на директорите на водостопанство, на Институтот за јавно здравје и на Агенцијата за храна и ветеринарство. Она што деновиве се случува е резултат на долгогодишното лошо менаџирање од страна на општината Струмица. Акумулацијата и нивото на водата во акумулацијата не е причина за денеска да имаме изговор дека тоа е заради тоа што немало дождови сушне годината. Повторувам, законска обврска е на општината да обезбеди квалитетна и здрава вода за граѓаните. На крајот од денот, надлежните институции треба да покренат една истрага, затоа што првичните информации говорат дека и во минатото во системот за пиење во општина Струмица имало зголемено количество на манган и на присуство на одредени бактерии во овој систем. Се вративме во Струмица и оваа недела, во потрага по подетални одговори и од надлежните за Турија и од локалните власти. Уште пред вратата на фабриката за вода се уверивме во последиците од пресконференцијата на владата. Неколку лица, по иницијатива на СВР Струмица, побарале насоки од дежурен јавен обвинител какви проверки да извршат во објектот со кој управува Струмичкото јавно предпријатие Комуналец. Политиката ние како јавно предпријатие ја држаме на страна. И додека во локалното комунално предпријатие не сакаа да ги коментираат дејствијата на обвинителството, од разговорот со директорот Лјачев стана јасно дека постапуваат по препораките од централната власт. Поточно, во саботата, Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека направиле надзор и со надзорот констатирано е дека филтерната станица, резервоарите и главната водоводна мрежа повеќе години не се механички чистени и хиперхлорирани, иако јавното комунално предпријатие има обврска тоа да го прави еднаш годишно. Утврдено е дека во моментов целиот систем е контаминиран, заради што е наредено да се спроведе мерката за механичко чистење и хиперхлорирање и повторно вршење на лабораториски анализи по спроведувањето на мерките. Процесите се одвиваат без никаков прекин, како одговорна институција постапуваме и по инструкциите дадени од Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што ни е наложено по решение во наредните 20 на дена да постапиме кон механичко чистење на филтри, на хиперхлорирање на резервоари и слично. Иако ваквата постапка може да се толкува како признание дека локалната власт не го одржувала системот соодветно, Лјачев и натаму не се согласува дека проблемот со присуството на манганот во водата е во станицата со која раководи Комуналец Струмица. Најголемата количина на манган која досега е регистрирана на нашата фабрика за вода од незиниот почеток на работа, значи некаде од 70-те години па се до денес, е количина на манган која што изнесува 0,250 милиграми на литар вода. За да изминатиот период имаме количини на манган кои достигнуваат 1,47 милиграми на литар вода, што значи дека суровината, односно сировата вода која ја добиваме од брана Турија е со значително влошени параметри во однос на параметрите со кои најмногу се имаме соочени во досегашното работење.
На браната Турија не пречека Лазар Ѓоргиев, раководител на АД водостопанство за Струмичкиот слив. Ни објасни дека браната е изградена 1972 година и ги отфрли обвинувањата на градоначалникот Костадин Костадинов дека Турија не се одржувала. На тезата дека вината за манганот е во тој што дозволил толку ниско да падне нивото на водата, тој возвраќа. Денескното салдо, да ви кажеме, е 11 милиона и 700. Како информација, во 2021 година е било истото, само истото салдо, истата кота, во 2008 година истата кота, а во 1994 година е било 8 милиона кубни метра вода, па немало овој манган. Но, вели Ѓоргиев, целата работа не треба да се политизира. И за разлика од министерот, кој во друштво на директорот на водостопанство од Скопје целата одговорност ја префрли на локалната власт, овој регионален раководител во Равенката ја додава природата како фактор. На 22 и 24.9.2024 година има преголеми врнежи од дожд во поголема количина вода за единица производ време. И дошло е до нагло влевање на вода во акумулацијата, што една од причините што можело да дојде до заматување на самата вода. После 4 дена во ова поблиско околје има 3,3 земјотрес по Рихтерова скара. А воедно во разбаза на овој сушен период има едно место од овде, негде на 1 километар, се го викат Вуков дол, дошло до големо свлечиште. Значи, тоа самата природа си го направила до тоа заматување. Значи, човечкиот фактор е илузорно да се зборува некој да носи некоја вина. Овие метаморфни стари карти. Или, за разлика од црно-белите пораки од политичарите, вистината се чини некаде помеѓу. Уште еден фактор во таа дебата додава и професорот на Штипскиот универзитет и геолог Ѓорги Димов. Вели, во тој предел доминираат карпи кои содржат лепеза минерали, па и манган, кој се појавува во седиментните слоеви поради наглата промена на нивото на водата, намалување на кислородот во неа, како и намалување на pH вредноста. Како резултат на изветривувањето или на некои промени во pH на средината или промени во оксидацијско-редукцијскиот систем, доаѓа до изложување или издвојување на тој манган во одредена форма, најчесто во форма на ион манган Mn2+, и тој ион многу лесно се мобилизира и доаѓа до водните површини. Професорот Димов дополнува дека при намалување на нивото на водата во сушни периоди се случуваат процеси во кои ионака намаленото присуство на кислород дополнително го трошат организми или алги, кои предизвикуваат задржување на хемиските материи или во случајов манганот. Хидрогеологијата исто така е многу битна. Значи, подземните води ние не ги гледаме. Така ли? На површината ние не ги гледаме, ние ги гледаме само површинските води. Меѓутоа, и tekako има флуктација на подземни води, под она што го викаме површина на теренот. Тие води исто така имат можност да ги излужат, да се збогатат, да го мобилизираат тој манган и да го донесат во некој седиментен систем или во некој воден систем. И кој е виновен? Според објаснувањата на нашите соговорници, голема е веројатноста во одреден момент да се зголемило присуството на манганот во езерото Турија поради комбинација на природен и човечки фактор. Што поради високата концентрација, што поради пропусти во одржувањето, локалната фабрика за вода не успеала доволно добро да го исчисти манганот. Деновиве заврна дожд што ќе ја поднаполни Турија, а струмички комуналец ги чисти станицата, резервоарите и главните цевки. Последните параметри веќе даваат надеж дека струмичани наскоро повторно ќе имаат чиста вода за пиење. За сега, сепак, останува вонредниот начин на снабдување со вода. Не само во Струмица, туку и во соседната општина Василево, каде од пред 3 дена водата е забранета за пиење. Заедничко за комшиите е што земаат техничка вода од исто место, браната Турија. А една од разликите е што во Василево градоначалникот е од ВМРО ДПМНЕ.